Është koha e intervistës së ditës. Me mua në studio është Ministri I Transportit Aleksandar Николски. Господин Николски, добро дојдовте во Алцат. Добре најдов, благодарам на поканата и поздрав на сите што ме гледат. Пред една недела со вашиот бугарски колега Караджов подпишавте договор за тунелот, железничкиот тунел за коридор 8. Дента рековте дека историски немаше многу детали. Што конкретно подразбира овој договор? Да, мислам дека историски договор се работи за поврзување помеѓу двете држави, помеѓу Македонија и Бугарија. Нешто што било желба, сон на многу генерации да може брзо со воз да се патува од Скопје до Софија и натака до Бургас и до Црното море, а по коридорот 8 кога целосно ќе го изградиме и до Драчи, на тој начин да се врзи Јадранското и Јонското со Црното море, така што тоа е една желба која што сме учеле во училиште, за која што генерации зборувале. Ете, историјата сакаше, јас и Караджов да го потпишеме овој договор. И мислам дека е многу значаен за двете држави, и од економски аспект, и од аспект на туризам, и од аспект на политика, ако сакате, затоа што тоа е начинот на кој што мислам дека треба да соработуваме. И тука сакам да му оддам и признание на заменик претседателот на влада и министер за транспорт и врски, господинот Караджов, кој што имаше храброст да влезе во целата оваа работа, да ја завршиме оваа работа и да го потпишеме договорот. Јас, како што кажав и во Ѓуешево, се работи за инженерски, а не за политички проблем. И во моментот кога успеавме да најдеме инженерско решение, ние пристапивме кон решавање на истото. Така што драго ми е што еве се реализира, иначе обврските додам во детали кои што ги презедовме да тунелот се изгради заеднички. Очекуваме Европската унија да определи грант за ова и да целосно биде грантирана градбата на тунелот. Понатака од наша страна презедовме обврска во текот на месец декември да се објави тендер за изградба на третата делница, која што почнува во Крива Паланка, завршува на границата, а од нивна страна тие презедува обврска да се изгради делот и веќе имаат активен тендер кој што оди од Ѓуешево до границата. Исто така зедува обврска да вложат некаде 1.200 милиони евра за целосна реконструкција, надградба, а некаде и градба на нова пруга која што ќе оди од Софија преку Перник, Ќустендил и Ѓуешево, што и беше нашата цел, затоа што не е поентата да патуваме со 30 км на час, туку да имаме едно модерно поврзување. Така што, кога сето ќе се стави во еден ваков проект, се работи за исклучително сериозен проект. Јас кажав дека наша страна некаде ќе потрошиме или веќе сме потрошиле 800-810 милиони евра, и ако на тоа додајате 1.200 милиони евра на бугарска страна, тоа значи дека целиот овој проект чини некаде околу 2 милиарди евра, што е исклучително сериозна инвестиција. Господин Николски, од наша страна овој проект беше поделен на 3 фази. Првата фаза Куманово-Белјаковце, втората фаза Белјаковце-Крива Паланка и третата фаза Паланка-Граница. Моментално, како се одвиваат динамиките кај нас? Во која фаза се наоѓаме ние? Куманово-Белјаковце завршивме во јануари месец оваа година, значи пред 10 месеци ја ставивме во функција и таа е целосно завршена. Белјаковце-Крива Паланка се работи во моментов. При крај пробивањето на тунели, тоа е исто една комплицирана делница, 16 тунели има таму. Последните 2 се пробиваат во моментов. Рокот за завршување на градбата е октомври следната година, 26 и очекувам до тогаш изведувачот да ги заврши работите, иако малце со поспора динамика работи, не сме баш задоволни од начинот на кој што работи, но се трудиме да правиме притисок и да ја забрзаме и таа работа. И после тоа не гледа се како доаѓа третата делница. Господин Николски, рековте дека имаше заложба од вашиот колега за овој договор, меѓутоа потпишувањето доаѓаше во време по неколку години недоразбирање меѓу двете држави. Како наеднаш стана овој договор? Добро, се недоразбирањата со Бугарија не се неколку години, би рекол се неколку децении, ако сакате и неколку векови. Но во однос на овој проект, јас од првиот ден велев дека се работи за проект кој што имаше своји инженерски проблеми. Жал ми е што одредени политички структури нагласувам во Бугарија, во Македонија беше доста коректен односот на сите, успеа во Бугарија да од ова направат политички проблеми. Јас сум убеден дека најголем дел од луѓето кои што зборуваа за пругата, кои им немаат нити проектов каков е, нити го виделе, нити знаат за што се работи, но им изгледаше атрактивно да внесуваат раздор помеѓу Македонија и Бугарија и да го користат
ова за раздор помеѓу двете држави. Знаете дека Бугарија имаше еден историјат на 7 изборни циклуси во 3,5 години на крајна политичка нестабилност. Ова е прва влада која што успеа повеќе од 6 месеци да преживее, бе избрани во јануари месец. И факт е дека откако дојде ова влада, особено овој вице-премиер и министер за транспорт и врски, господинот Гроздан Караджов, се променија работите и дека пристапот е пореалистичен. Ние имавме во јуни месец во Истанбул една доста содржајна средба, отворена средба, искрена средба, долга средба, на која што ги разрешивме сите инженерски проблеми и после тоа влеговме во потпишување на договорот, свесни за политичката тежина која што ја има целиот овој процес. Решивме да создадеме договор кој што ќе е меѓудржавен, кој што ќе го потпишат двете страни со цел на тој начин да се ова реши и го завршивме. Дали овој договор е светло на крајот на тунелот за за добрососедски односи? Добро, добрососедски односи се по-комплексна материја од само дали може да се гледа како точка кај што се почнува негде или некоја светло од крајот на тунелот? Мислам дека пораката е јасна, дека можеме да соработуваме доколку се почитуваме помеѓу себе. Ние покажавме овдека сериозна почит со тоа што јас одлучив да отидам во Ѓуешево, на нивна територија, да го потпишам договорот. Тие покажаа почит со тоа што го прифатија нашиот проект за тунелот кој што го има изработено Македонски железници инфраструктура, така што кога ти видите сите работи, кога е на рамноправна основа и кога има почит од двете страни, тогаш можеме и да соработуваме. Кога има диктат или кога само едната страна сака наметнува, тогаш нормално е да нема соработа. Дали овој договор би го отворил патот и за уставни измени? Тоа што го барат? Па не би го поврзал, не гледам како израдба на железнички коридор е поврзана со уставни измени. Па добри односи, економија, ако се развива нешто таа насока, дали гледате... Во суштина и тоа ми е поентата. Јас не гледам како, и затоа и не го разбирам инсистирањето да бидам отворен, не гледам како уставни измени ќе придонесат кон подобрување на економијата, например. И дефинитивно мислам дека треба да соработуваме во економијата, треба да се отвараме, ние зборувавме и за уште еден коридор, ќе го споменам подоцна. Треба да се отвараме помеѓу себе, треба да соработуваме, ама не кочат вакви тривијални работи кои што се дел од историјата, работи кои што мислам дека се анахрони, времето ги надминало, како што се толкувањата на бугарската страна за историја, идентитет, култура, тоа се надминати работи. Овдека живее народ кој што има јасен историско-правен политички континуитет и не може вие да му наметнувате ваше гледиште на работите како што бугарите сакаат. Инаку, зборувавме за уште една многу значајна работа. Македонија има среќа некаде помеѓу Скопје и Куманово да се сечат два паневропски коридори, 10 и 8. Единствена држава сме која што има таква среќа во целиот регион. А додека низ западна Бугарија, по реката Струма поминува уште еден коридор, тоа е коридорот Струма или коридорот 4, кој што почнува на Егејското море и Истанбул и оди нагоре преку Бугарија, Романија, Унгарија, Централна Европа. И се договоривме да ги споиме двата коридори на начин што ќе изградиме една одсечка, буквално вака изгледа, која што треба да оди од Смоквица, тоа е над Гевгелија, значи исклучување од коридор 10, понатака Валантово, Валандовско брдо, обиколница на Струмица, да излегува на Новосело и на граница со Бугарија, од нивна страна да тие го изградат делот од Петрич до поврзување со овој коридор, што многу ќе значи. Имајте предвид дека само по коридорот 10 поминуваат над 10 милиони луѓе годишно. Не само оние кои што одат на јужните мориња, туку и доста кои што одат за Турција. На овој начин, со вакво поврзување се растеретат двата коридори, ќе има и доста нови патници и многу ќе влијае и на економијата и на туризмот и тоа е правецот во кој што мислам дека во суштина и треба да се движиме и треба да работиме. Да, меѓутоа, господин Николовски, Македонија има некоја пречка за европскиот пат. Тоа е уставните измени што ги бара Бугарија. Сепак, така е. Вие излегувавте од овие избори со апсолутна власт, власт во општини, власт во извршна. Дали во таа насока има некое движење за можни уставни измени после Нова година? После конгресот на партијата? И пред Нова година, и после Нова година, и после следни нови години, нас ставот ни е исти и ние нема да го промениме. Уставни измени под диктат нема направиме.
Имаме ние наши позиции, кои што јасно сме ги презентирале, доколку другата страна ги прифати, можеме да разговараме. Доколку е под диктат, секако дека уставни измени нема да случат. После избори се отвори и патот за промени во владата, односно одредени ресори. Што произлезе од последната средба меѓу ВМРО и ВЛЕН? Тоа беше една, би рекол, редовна средба, анализиравме локалните избори. Во моментов Пошто немаше многу детали за таа средба. Мислам дека владата во моментов одлично работи, одлично функционира. Факт е дека има едно испразнато место, господинот Изет Меджити стана градоначалник на Чаир, така што тоа место треба да се пополни и тоа е тоа. Нема ништо друго, ништо ново, ништо. Само пополнување на место или има... видете, на влада која што одлично функционира, од една страна, од друга страна, влада која што однесе огромна победа на овие избори, нема логика за било што друго и да се разговара. Последната секако одлука е на премиерот, кој што е мандатар за состав на влада и тој го бира составот на владата и секако тој финално ќе каже кои се неговите погледи и ставови. Стана ли Беким Сали вице-премиер? Тоа треба да го одговори премиерот, не е прашање за мене. Ке има поголема реконструкција после конгресот на ВМРО? Исто кажав дека тоа треба да го одговори премиерот, но мислам јас дека оваа влада одлично функционира. Господин Николовски, да се враќаме пак на инфраструктурата на проектите, конкретно за автопатот Скопје-Блаце. Точно пред една година гостувавте во ова студио во интервју со мене и рековте тогаш дека до следната пролет до лето, значи за ова лето што веќе ќе имаме избран изведувач. Да, малце досневме. Летото помена, работи нема. Сега ќе ви одговорам, малце досневме. Што се случува со тој проект? Се случува тоа што прво се случија избори, за жал во Македонија кога се случуваат избори се запира, такви се законите, не дека на некој не му се работи. Па еве сега не можеме да постигнеме од како завршија избориве, секој ден до полноќ до 1 часот после полноќ се работи. Тоа е едниот аспект и вториот аспект, овој пат го работиме заедно со Европската банка за обнова и развој. И таа траса која што беше избрана од цели кои што јас ги кажував и во собранието, поврзани со одредени сомнителни експроприации, ја имаше зголемено својата вредност за некаде 40%. И ние работевме на тоа да се коригира и драго ми е, и еве можам прв пат вечерва да кажам повеќе детали. Постапката за избор на изведувачи во многу напредна фаза, рокот за поднесување на понуди заврши. Има поднесено доста понуди. Заради тајност на постапката не можам да ја кажам бројката, но е голема бројка, доста сериозни понуди и најмалце 3 од нив се во рамки на буџетот, што е предвидено, значи. Да, што е многу значајно, затоа што ние успеавме да вратиме проектот во нормала. Затоа што така скап проект ни една држава не може да издржи. Значи, она што ние го наставивме беше некаде околу 27 милиони евра по километар, што мислам дека сите ќе се слушат дека е неодржлива работа. Сега враќаме во рамки на проектираната цена, кој да се избере од изведувачите. Па таа цена е она што го имаме договорено со Европската банка за обнова и развој. Таму имаме 166 милиони евра кредит и 30 милиони евра грант, за што сме благодарни, значи подарок. Тука влегува и изведба на градежните работи, и надзор, и техничка подршка на јавното предпријатие за државни патишта. И ќе останеме во таа цена. И како ќе се одвива сега процедурите? Кога ќе има... Процедурите се... знае која компанија? Затоа што не зависи само од нас, зависи од банката, но очекувам во првата половина на декември веќе да имам избран изведувач. И после тоа, зависно од временските услови, да го введеме во работа. Ке се гради ли потеркот на постоечки договор, што го направише претходната влада или... Не, тоа кажувам. Една од причините зошто сме во рамки на проценетата вредност е што изгубивме некој месец, точно е, ама многу пари ќе заштедиме, што на крај мислам дека е од интерес на граѓаните. Никој не сака парите ситнички да се трошат. Така што зависно од временските услови, ако е поблага зимата, зимава, ако не на пролет, веќе ќе се гради и таму е брз рокот на завршување, 2,5 години. Така што брзо ќе оди таму. Значи до крај на мандатот на оваа влада би требало да биде готов. Ние очекуваме повеќе мандати, но до крај на првиот мандат. Првиот мандат збориме, да. Да. Со каква динамика се работи на другите коридори? Добро е, задоволен сум. 10D. Еве да продолжиме надолу сега затоа што зборувавме за Блаце. Работиме веќе проект за целосна рехабилитација и реконструкција на обиколницата на Скопје, која што нели оди од Арачиново до Ѓорче Петров, така што тоа е нешто што работиме сега во моментов.
Скопје Тетово има добар автопат, Тетово Гостивар работиме нов автопат. Одлично оди динамиката. Таму имавме одредени проблеми со рушење на одредени објекти, но и тоа ќе се реши, се експроприираат така натака. Така што таму имаме една одлична динамика, сите кои што патуваат можат да ја видат. Понатака е Гостивар Букојчани, популарната стража, проект кој што ќе ми е и лична гордост, затоа што е доста комплициран и тежок инженерски проект. Сменивте ли таму нешто во тој проект, бидејќи додека бевте во опозиција многу го критикувавте? Да, имаше таму еден тунел кој што требаше да чини 250 милиони евра, веќе нема да го има. Најдовме решение како заштедиме цели 250 милиони евра на граѓаните. И од 30 и скоро 3 километри колку што е од Гостивар до Букојчани, веќе првите 17 километри се пробиени. Од пролет ќе почне да се работи и од страна на Букојчани. И ова ќе е прв автопат кој што ќе се спојува на пола во Македонија. Обично се градело се почнува, нели, од една точка па се завршува на друга точка. Тоа е значи во однос на тој автопат. Понатака имаме трет автопат. Тоа е кој што оди од Букојчани до Кичево. Тоа е исто како Скопје Блаце, исто така оди со Европската банка за обнова и развој. И таму има 3 понуди и очекуваме во исто време со Скопје Блаце и таму да избереме изведувач да го воведеме во работа зависно од временските услови. Понатака е Кичево Охрид, заборавен проект, напуштен проект кој што никој не веруваше дека може да се заврши. Првите 37 километри се готови, од кои што 34 се во функција. Прва половина на декември веќе ќе ставаме нови километри во функција и во рамки на рокот кој што го дадовме ќе го завршиме и тој автопат. Понатака доаѓа со ова практично целосно го затвараме западното крило на коридорот 8. Во однос на источното крило на коридорот 8 од Страцин до Крива Паланка го пуштивме експресниот пат, обиколница на Крива Паланка работиме моментов, а заедно со Европската унија во рамки на планот за раст ќе го градиме делот од Страцин до Романовци, односно до Куманово, така што кога целото тоа ќе се заврши од граница со Бугарија до граница со Албанија, целото ќе или автопат или експресен пат. Коридорот 10 е во подобра состојба, таму треба рехабилитација, а 10Д веќе работиме на Прилеп Битола, 40 км автопат. Го пуштивме во функција делот градско Дреново Фариш. Сега треба да се заврши делот кој што оди од Фариш до Прилеп и да имаме и таа одсечка од коридорот 10Д, која што ќе значи дека помеѓу Скопје и Атина од сегашни 8 до 8,5 часа ќе се патува за 5 до 5,5 часа, односно 3 часа ќе се скрати патувањето помеѓу Скопје и Атина. Господин Николовски, толку имавме време за ова интервју. Ви благодариме многу за Беше задоволство, благодарам многу.